кажаната денес, која поради состојбата со коронавирус, а во насока на придржување кон мерките за заштита на населението, ќе се одржи преку интернет конференцијска врска. За таа цел ве молам поединечно да констатираме колку советници се најавени на денешната седница. Од евидентниот лист поединечно се повикува секој советник да се изјасни. Мирјана Гркова. Тука. Горица Пеливанова Вилхем. Виолета Димитрова. Тука. Василка Дрварова. Тука. Весна Георгиева. Тука. Развигор Кабрамов. Тука е Митко Камчев. Тука. Тука е Анита Гинова Каракутова. Тука е Душица Крстич. Тука. Божанка Минова. Тука. Тони Нешковски. Тука. Драганчо Николов. Петар Николов. Тука е Радјански се слушнав. Тука е Јосиф Стојанов. И Ристо Сакалиев се овде. Блаже Тасев. Тука. Никола Трендафилов. Тука и Лазар Туриманџов. Тука. На седницата присуствуваат 19 советници, одсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и советот може полноважно да одлучува. Согласно член 40 став 4 од Законот за локална самоуправа пред започнувањето на седницата задолжително ќе се гласа за оправданоста на причините на свекување на воредната седница. Во врска со првата точка од дневниот ред, предлог одлука за домашно долгорочно заложување на општина Кавадаци за финансирање на проект Градски пазар со подземен паркинг, ве информираме дека истата се предлага согласно записникот со архивски број 15/5597/2 од 7.8.2020 година од Министерство за финансии, кој ви е доставен. А се донесува на техничко коригирање на одлуката донесена од претходната седница. Во однос со втората точка, предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркинг Кавадаци, ве информираме дека истата се предлага со барање со архивски број 03/1543/1 од 7.2020 година од ЈП паркинг Кавадаци за средствата субвенционирани на јавното предпријатие поради надменување на потешкотиите. Не се слушаш, председател. Јавното предпријатие поради надменување на потешкотиите во работењето, предизвикано од коронавирус. Врз основа на тоа ве повикувам да гласате за оправданоста на причините за свикување на ова 13 воредна седница. Дали ме слушате? Председателе, јас имам едно предлог за дополнување на дневниот ред. Колешке, воредна седница нема дополнување и изменување на дневниот ред. Информација. Информацијата во понеделник на наредна седница или медиумски дајте ја, немам такво овластување, не смеам да турам. Со решението за свикување на денешната воредна седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата за кажана денес и тоа. Предлог одлука за домашно долгорочно задлужување на општина Кавадаци за финансирање на предлог на проект Градски пазар со подземен паркинг. Втора точка, предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Согласно член 3 од Закон за локална самоуправа, на воредната седница не може да се менува дневниот ред, затоа предлагам за усвојување на дневниот ред. Кој е против и воздржан нема, установуваме 19 за. Преминување на разгледување точки од предложениот дневен ред. Прва точка, предлог одлука за домашно долгорочно задлужување на општина Кавадаци за финансирање на проект Градски пазар со подземен паркинг. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Дали имаме воздржани и против? Немаме, утврдуваме 19 за. Втора точка, предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци.
Колеги, отварам расправа. Доколку немаме за збор, ја ставам на гласање кој е против и воздржан. Немаме, утврдуваме 19 за. Колеги, со ова ја завршуваме 13-та воредна седница на Советот на општина Кавадарци. Само да не сака градоначалникот да се обрати, ако не, со ова е завршена седница. Ако сака, поведете градоначалник. Почитувам председател, почитувам советници, благодарам за ефикасноста во делот на ова воредна седница. Како што и кажа председателот на Совет и како што ги поминавте двете точки, станува збор за технички исправки на одлуката за долгорочно задолжување од Комерцијална банка во нашата држава, така да техничките карактеристики се по забелешки на Министерството за финансии и усогласување со нивните правилници. Тука немаме никаков проблем. И по однос на втората точка што имавме воредна точка, поради тоа што во месеците март, април и мај имавме нефункционирање на јавното предпријатие за паркирање, односно немаше активности во делот на наплата, поради полиските часови и ограничувањето на движењето на луѓето, карантините и другите работи, се јави еден вакуум од прилив на финансиски средства, каде што ние со ова одлука ќе го поддржиме јавното предпријатие за паркирање и се надеваме дека во иднина ќе биде тоа оправдано или дека ќе биде рентабилно јавно предпријатие доколку немаме ограничување на движењето во делот на возилата и луѓето по однос на COVID-19. Така да тие се две работи кои што беа за седницата покрај ова што го завршивме денеска на оваа воредна седница. Наредната седница, како што кажавме, не знам за кој датум ја определивме, 21 да биде во киносалата со протокол и со наша социјална дистанца. Би било добро, еве јас да ви информирам сите како советници, дека на наредната седница ќе го доставиме и заклучокот кој што го имавме од вчерашниот состанок со пратениците кои ќе беа присутни на состанокот, министер за земјоделие, така представниците на двете здруженија за лозари и градоначалниците од регионот. Тие заклучоци веќе се достапни и јавни, може да ги видите. Значи станува збор за овогодишната реколта на откуп на винско грозје и станува збор за цената на винско грозје. Така да, како советници, се надевам и очекувам ова да го поддржите во целост како заклучок кој што го имаме донесено. Меѓутоа, на наредната седница на 21 ќе го отвориме, ќе го елаборираме, за да може да комплетно бидете вклучени и да се приклучите кон поддршка на нашите лозаропроизводители и земјоделци од општина Кавадарци. Благодарам. Колеги, со ова ја завршуваме седницата, ви посакуваме убав викенд.